Собранието веќе неколку недели намени го имаше предвременото разрешување на 4 од вкупно 7 члена на Регулаторната комисија за енергетика. Точката деновиве стигна на дневен ред и со 64 гласа за беа разрешени не сите четворица, туку само двајца членови на регулаторна. Предлогот за разрешување беше на владата, но немаше владин представник да го образложи. Остана пратениците секој од свој агол да го толкуваат потегот на владата. Пратениците на ДУИ ја бранеа тезата дека разрешувањето е прв чекор за поставување партиски послушници. Po marrë të drejtën të veçoj zonjën Merita Dema, duke e marrë si shembull të një diskriminimi të dyfisht, si etnik ashtu edhe gjinor. Zonja në fjalë ka një rezime të pasur dhe ka dëshmuar se është një inxhiniere e dalluar e energjetikës. Dhe përderisa ju flisni për qartë dhe jepni premtime se si do t'i mbani të rinjt në këtë vend, shkarkoni njerëz të kualifikuar, por edhe profesionalisht të dëshmuar. Пратениците од мнозинството, од ВМРО ДПМНЕ и од Вреди аргументираа дека станува збор за расчистување со незаконски именувани лица во минатото. Она што е криво насадено не може право да расте и затоа дојде време кога овие грешки кои што ги правевте и тоа насилие кои што го спроведувавте во собранието и во државните институции на Република Македонија, дојде време на тоа да му се стави крај и да се работи по закон, честно, исправно, без разлика на етничката припадност. Во владиниот предлог се бара разрешување на Андреј Тасев, Мерита Дема, Лирим Сулејмани и Фатон Амбари од функцијата членови на Регулаторната комисија за енергетика. Според документот, инаку потпишан од вице-премиерот за политички систем Љупчо Димовски, предлогот за разрешување е усвоен на владина седница на 5 ноември. Во образложението, владата се повикува на Законот за енергетика, кој во членот 19, став 6, предвидува разрешување на член на комисијата пред истекот на мандатот ако несовесно и нестручно ја врши функцијата, извршил повреда на обврските за непристрасност и независност, ја злоупотребил функцијата или на друг начин работел спротивно на законот. Но потоа во аргументацијата зошто се бара разрешување на четворицата членови, не се посочува конкретно ниту една од пропишаните основи во членот 19 став 6 од законот. Наместо тоа, владиниот документ констатира дека четворицата споменати членови биле незаконски именувани од собранието, односно не ги исполнувале условите да бидат членови на Регулаторната комисија за енергетика, кога биле именувани во 2021 и 2023 година. Прашавме во владата, зошто бараат разрешување на членови на регулаторна според одредба од Законот за енергетика, а во образложението практично користат аргументи кои се надвор од опсегот на законот. Од владата не упатија одговорите да ги бараме во Министерството за енергетика како надлежно за оваа тема. Потенцијалната надлежност на овој ресор се гледа и од податокот дека министерката за енергетика Сања Божиновска и нејзиниот заменик Мирослав Лабудовиќ се наведени како овластени представници на владата во собранието за ова прашање. Но ниту од енергетика не добивме одговор. Како е утврдено и според која точно одредба во Законот за енергетика се бара разрешување на четворицата членови на регулаторна? Во неформална комуникација, представници на Министерството не упатија одговорите да ги бараме во Регулаторната комисија за енергетика. Објаснувањето беше дека само регулаторна може да утврди дали нејзин член го прекршил членот 19 од Законот за енергетика. Дури и во таков случај, Регулаторната комисија праќа известување до органот кој го избрал членот, собранието, а не до владата. Независно од сето тоа, нашите прашања ги пренасочивме во Регулаторната комисија за енергетика. Председателот Марко Бислимовски е дециден. Тие не доставиле предлог за разрешување членови до ниту еден орган. До сега, од кога постои Регулаторната комисија за енергетика, тоа е од 2004 година, таков член никогаш не бил, таа можност никогаш не била искористена, така да ни сега постапката не е започната од страна на Регулаторната комисија за енергетика. На собраниската седница беа разрешени двајца членови, но намерата на владата, а така пишува и во предлогот, е да разреши четворица. Ако се случи тоа, вели Бислимовски, ќе се доведе во ризик работата на регулаторното тело, кое брои вкупно 7 члена. Во тој момент Регулаторната комисија за енергетика нема да биде во можност да носи било каква одлука, бидејќи ќе бидат останати само 3 членови, а за носење на било каква одлука, како што кажав, потребни се најмалку 4 гласови за.
во текот на следната недела ќе треба да објавиме конечната цена за електрична енергија за домаќинствата и малите потручувачи, цените за дистрибуција на природен газ во Куманово, во Струмица, во скопските зони. Исто така ќе треба да вообичаено носиме многу одлуки, издавање на одлука за издавање на лиценци и доколку 4 члена се разрешени, во тој случај регулаторната комисија за енергетика нема да може да носи никаква одлука поради тоа што ќе нема мнозинство од 4 гласови за. Дали и кога би продолжила постапката за разрешување на останатите членови зависи од тоа кога ќе продолжи 22-та седница на собранието. За избор на нови членови пак, прво треба да има оглас од владата, па комисија која ќе ги разгледа пријавите, па предлог од владата до собранието и дури потоа избор. Но целата процедура за разрешувањето го остава актуелно прашањето кое беше отворено на самата собраниска седница. Дали нешто што е криво посадено ќе може право да расте.